На најпознатиот професионален пушкар во Македонија, одржувач и поправач на оружје и еден од најголемите колекционери на пушки и пиштоли во државава, од кои што некои се стари по 100 и повеќе години. Петко Кузмановски од Крушево кај народот познат по прекарот Сандокан. МВР му направи претрес во неговиот дом и му го одзеде пронеденото оружје. Според полицијата било постапено по судска наредба и било одземено поголемо количество на оружје и муниција. При претресот пронајдени се над 60 пушки, над 60 пиштоли и околу 2000 парчиња муниција, ловечка и боева од различен калибар, како и разни делови за пушки и пиштоли. За случајот е известен јавен обвинител, а по целосно документирање и расчистување на случајот против лицето ќе биде поднесена соодветна пријава. Но во соопштението изјавата на МВР нема конкретно објаснување зашто точно е направен претресот во домот на Кузмановски и дали тие се сомневаат во нешто. Кузмановски денеска во телефонски разговор ни истакна дека и сам не знае зошто се случила акцијата на полицијата, кога цела Македонија знаела дека тој е еден од ретките занаетчии кои што над 3 децении се уште се занимаваат со поправање на оружје и дека тој е колекционер на истото. Кузмановски со гордост ни кажа дека бил еден од авторите на поставката со оружје во музеот Леарница во Крушево и дека за 30 на години колку што се занимава со овој занает, има поправено илјадници пиштоли и пушки од целата држава. Нема кој што не го знаел што поседувал оружје за лов или спорт во Македонија. Вели дека целото одземено оружје било дел од колекцијата, дел негово за лов и спорт кој што го поседува со сите потребни дозволи и дел од оружјата кои што му биле оставени од муштериите за поправање. Ги демантира шпекулациите дека оружјето било за продажба. Вели дека целиот свој живот нема продадено ниту куршум. Истакна дека од голема важност е постоењето на ваквите работилници за безбедноста на корисниците на оружјето и сите околу нив, затоа што голем проблем било немањето на вакви сервисни центри во Македонија. Цел живот се залагал за легално и правилно користење на оружјето. Денеска поддршка за Кузмановски пристигна и од дел од ловечките друштва и стрелачките клубови од Македонија. Од МВР пак велат дека испитувањето за целиот случај било во постапка, а што ќе се случува понатаму требало да покаже истрагата.